се извинувам, почитувани министри, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Веќе втор ден зборуваме за законот за минимална плата и три работи сакам да нагласам, кои што стануваат јасни со овој закон, дека за прв пат во историјата на македонската економија со две минимални плати може да се покрие синдикална кошница врз основа на официјалните статистички анализи. Второ, дека од плата најниска во цела Европа, па и во регионот, од времето на ВМРО ДПМН, со плата минимално до 18.000 денари, имаме повисока минимална плата и од некои членки на Европската Унија. И трето, како заклучок, дека покачувањето на платите се врши со диалог помеѓу трите страни. Тоа е владата, тоа се представниците на работниците, односно синдикатите, и тоа се работодавачите. И само така, а не со еурека амандман, може да се покачуваат сите плати. Имаме мал напредок и во ставот на ВМРО ДПМН во однос на минималната плата. Од радикален став дека не треба да се зголеми минималната плата, дека со покачувањето на минималната плата ќе колабира македонската економија, како на дел од нивните експерти, така и на нивните пратеници, дојдовме во став дека го поддржуваат покачувањето на минималната плата и тоа е добар напредок во ставот на оваа опозициона партија. Уште во времето кога беа во опозиција, кога има предлог за покачување на минималната плата од тогашната опозиција, односно СДСМ, беа против и сметаа дека со тоа ќе нарушат стабилноста на економијата која што тие градеа, која што најмногу беше прокламирана по телевизија и скапо платени медиуми. Меѓутоа фактите зборуваат нешто друго, дека имавме убедливо најниска минимална плата во Европа. Со зголемувањето на минималната плата ќе се зголеми потрошувачката, ќе се зголеми обортот на средства и со тоа расте и македонската економија. Зголемувањето на платите во сите сектори нормално ќе значи поскапување и на синдикалната кошница, затоа што треба да купат и тие што добиле плата, меѓутоа треба да им се зголеми приходот и на оние што произведуваат и на оние што продаваат. Со тоа расте стандардот и нормално платите на луѓето кои што живеат во оваа држава. Кога правиме компарација за што е тоа синдикална кошница, уште еднаш ќе повториме, затоа што таа била иста и пред 5 години, и денес, и пред 10, и пред 15 години. Значи, во неја се влегуваат исхрани и пјалоци, домување, хигиена, превоз, облек и обувки, култура и одржување на здравието. Во времето на владењето на ВМРО ДПМН, односно кога замина од власт, минималната плата беше околу 9.000 денари. Просечната плата 22.380, а синдикалната кошница 32.158. Значи, кажувам со конкретни бројки, како што кажува статистиката. Денеска минималната плата, зборуваме, односно од месец март, исплатената ќе биде 18.000 денари. Тоа е покачување од 100%. И вие сакате да признаете или не, сакате овдека да делите демагогии или не, сакате да предложувате еурека амандмани или не, тоа е факт. 100% е зголемена минималната плата. При тоа, просечната плата, со денешната анализа на Заветот за статистика, се извинувам, достигна 29.945 денари или 1 до 2 евра под она ветена просечна плата од 500 евра. Сакате вие тоа да го признаете или не, бројките го покажуваат тоа. И синдикалната кошница кажа повеќе пратеници дека е над 35.800 денари. Меѓутоа, ќе повторам, за прв пат во историјата нам, односно во независна Македонија, две минимални плати потрошуваат една синдикална кошница. За разлика од времето кога ВМРО ДПМН владееше, кога требаше скоро 4, повторувам, 4 минимални плати. И затоа вие да зборувате за економија, треба во најмала рака да имате лице. Еве како се движат и економиите во регионот, односно минималните плати во регионот, да не испадне дека зборувам и јас напамет како вас. Минимална плата 18.000 денари, рековме ќе биде во нашата држава, што е околу 293 евра, споредено во евра. Во Бугарија, членка на Европската Унија, во моментов е 282 евра. Тоа е за 11 евра помалку отколку во нашата држава.
Албанија 236 евра, Босна 266 евра, во Србија 301 евро или 8 евра повеќе од кај нас, меѓутоа кога ќе направите со компарација со потрошувачката кошница, ќе видите дека во Србија потрошувачката кошница е 650 евра. Значи, две минимални плати, се извинувам, во Србија не се доволни за една синдикална кошница. Во Хрватска состојбата е 535 евра за минимална плата, меѓутоа потрошувачката кошница е 1114 евра. Значи, соодносот ист. Две минимални плати за една потрошувачка кошница. Затоа, наместо да плукате по овој закон, наместо да ширите демагогија дека со еден амандман ќе сте го решиле вие сите проблеми во економијата во државата, треба да си признаеме дека со честна, одговорна работа, дека со трошење на народните пари, со инвестирање во подобрување на животот и стандардот на граѓаните, се успеа да се дојде до договор за зголемување на минималната плата. Не е тоа нити со притисок, нити со ништо друго, него со еден конструктивен диалог, како што реков, на сите три партнери, и на работодавачите, и на работниците, и владата, кои што заеднички дојдоа до ова решение. Добро е да се даваат дополнителни предлози, меѓутоа не да се шири демагогија дека со еден амандман ќе се решила економијата. Зошто е тоа така, ќе ви кажам. Покачувањето на пензиите е веќе отворен диалог за да и пензионерите добијат квалитетно покачување, како што премиерот Ковачевски најави во самото експозе. И повторно со диалог ќе имаме зголемување на пензиите. Тоа што вие го предложивте, колку што се сеќавам, 20%, спрема мене не е фер, затоа што има пензионери кои што земаат 8.000, 10.000, меѓутоа има пензионери кои што земаат 30-40 денари. Покачувањето на платата на 10.000 денари за 20% ќе биде 2.000. Ако е 30.000 платата, покачувањето ќе биде многу поголемо. Затоа треба друга методологија, не оно што вие го предложувате, и затоа, меѓутоа, тоа ќе повторам, треба да се направи во договор помеѓу партнерите, односно во овој случај представниците на пензионерите и нормално владата. Здравството е друга тема. Не треба да заборавиме дека во јавното здравство платите на лекарите, сестрите и помошниот медицински персонал и досега се качија 40%, меѓутоа со најновото покачување за 5 до 10% годишно ќе се покачува ставката и во јавното здравство. Отворени диалоги со приватните лекари, за кои што исто така имаше покачување од 16 до 20% на примањето кои што ги имаат од Фондот за здравствено осигурување. Зборувам, значи, стоматолози, општи лекари, гинеколози, кои што и педиатри, кои што работат во примерното здравство, и со самиот диалог ќе се постигне договор во интерес на лекарите од сите овие области за да се покачи капитациониот бод. Платите на наставниците, мислам дека веќе треба да знае целата јавност што се случува. Овие денови, изминатиот викенд, наистина немили сцени се случуваа во Собраниево, кога буквално беше блокирана работата на Комисијата за образование со физички препреки врз претседателката и врз продолжувањето на самата комисија. Меѓутоа треба, значи, јавно да кажеме пред македонската јавност дека во членот 66ж се планира, меѓу другото, и зголемување на платата на наставниците паралелно со процесот на зголемување на минималната плата. Така да, сето ова што го кажавме со конкретни бројки, само ќе го надополниме дека покрај тоа што е зголемена платата, се зголемува и минималната и просечната, се зголемува и бројот на вработени, а се намалува бројот на невработени. Односно, ставката на невработеност во 2016, кога вие сте биле на власт, била 23,7%. Денеска, односно, во 2021 година, последниот квартал, е 15,7%. Исто така се зголемува и бројот на вработени, односно од 43%, кога вие сте били на власт, денеска е зголемена на 47,4%. Затоа, доколку сте против покачувањето на минималната плата, кажете дека сте против и гласите против. Не треба да ширите демагогија дека
Вие сте знаеле како да ја качите платата. Видовме колку сте ја качиле, 150 евра, најниска плата во Европа. Денеска ние сме стигнале, односно оваа влада стигнала до 300 евра. Ви благодарам.